Државниот завод за статистика денеска излезе, ги објави бројките практично за состојбата со населеноста на македонските села. Од 1727 села чинам вкупно во државата, 147 се комплетно иселени или депопулизирани. Колку е оваа бројка алармантна и што треба да значи за идниот економски развој, равномерен развој на сите региони во државата, разговараме со експертот за миграција, доктор Јордан Јакимовски, инаку директор на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања. Доктор Јакимовски, ги слушнавме бројките и ги погледнавме на Државниот завод за статистика. Дали е вклучено зеленото светло за аларм? Вака, значи, постојат два типа на населени места селски. Тоа се оние села кои се близко до градовите и до главните патишта, до инфраструктурата, и селата кои се оддалечени од урбаните средини, односно од градовите, и далеку се во тие ридско-планински места. Селата кои се непосредна близина на градовите и до патиштата, тие села се добри, значи има потенцијал, особено човечки потенцијал. Таму е подобрена образовната структура на младата популација, имат агробизнис се занимаваат, но имат и дополнителни приходи, затоа што тие имат можност да дневно мигрират во урбаните средини, да одат на работа и по ручок после работно време да се враќаат дома. Да се враќаат дома, но имаме региони, имаат региони во државава кои што во чии села практично има само по неколку жители. Таков е Мариовскиот регион и селото Добрево. Колешката, нашиот дописник од Битола, Анеташ Јакова, денеска беше во ова село. Да видиме сликата од таму. Мариовското село Добровење има само 5 жители, во чија лична карта селото е впишано како место на живење. Селото кое некогаш броело 400 жители сега е мирно и тивко. По улиците не трчаат деца, а некогашната училишна зграда одамна е заклучена. Покрај неколкуте постари жители повремено се враќаат уште 20 на лица од оние кои се иселиле. Велат дека корените ги влечат назад, но дека нема услови за да живеат тука. И има стари, тие се скапани по 80 години. Нема млад, само јас сум помлада, нема продавница, не. Од Битола се пазаре, се носе тука. Ако си донесиш, ки си јеш, ако не, нема да јадиш. Деца само во сабота и во недела некој може се најде, моментално ништо нема, 9 души сме, а сабота и недела оживува селото поќе. Лекар немаме, одиме во градо. Постарите се сеќаваат дека некогаш селото било мощно живо, но во времето на колективите започнала големата миграција. Да не му се одземеше земјиштето или најдобрите услови имаше. Ова уште 48 година имаше струја овде, радија, пекари, продавници, дом околу 1000 души, фолклор имавме, фудбал имавме, Староселот, потаму измеѓу Скочевир имаше затвор и таму имаме струја со агрегат. Значи селото прво во Македонија доби. Судбината на селото Добровење ја делат многу мариовски села во општина Новаци. Општина Новаци е една од 5 најголеми општини според територија во државата, но според бројот на жители, оваа општина е всушност најретко населената. Напуштени села најмногу има во Мариовскиот крај. Жителите главно се занимаваат со сточарство и велат дека ако се подобрат условите, тоа ќе ги заживее селата. Основни услови за живот, да речеме, сега најкритично е во ова село, вода за стоката нема. Од општина Новаци велат дека веќе е изготвен проект за изградба на акумулациона брана. Во најкратко време за 5-6 дена ќе почнеме со изведување за таа брана. Таа е подобруваме инфраструктурата, водоводните системи и секое село, без разлика колку е населено, имаме донесено чиста вода за пиење. Од општината најавуваат дека инфраструктурните зафати ќе продолжат и во иднина со цел да заживеат запустените мариовски села. Тоа беше сликата од село Добровење во Мариово, каде што живеат 5 жители. Господине Јакимовски, која област во Македонија е најмалку без жители? Најмалку без жители, тоа се, како што реков, ридско-планинските села и оддалечените села од градските средини. Тоа се во Централна Македонија, Мариово, Вардарскиот дел, Козјачијата и други делови од Република Македонија. Значи, постојат тие села и тие тенденции на иселување на тие села биле од порано. Значи, некаде во минатиот век 1960 до 1980 година, каде што најголем број од населението го напуштија селото и останаа повеќе понеобразовани и постари лица.
и овие лица представуваат и социјален и економски проблем на државата, односно на заедницата. Значи не можат да се занимаваат со земјоделие, немат можности за иновации, за нови технологии, за предприемачки дух и барат помош од државата. Значи таквите лица тешко може да обстанат, ќе мора да државата да бара решение за да им се помогне. Такви населени места во Република Македонија има повеќе. Некаде пописот од 2002 година покажуваше дека негде околу 25% од вкупно населените селски средини до 50 жители се. Тоа се како потенцијални населени места за иселување. Значи таквите села ќе мора, доколку сакаме нешто да направиме, да ја подобриме сепак инфраструктурата и да дадеме можност за некои дополнителни приходи за живење. Доктор Јакимовски, колку е жив процесот на миграција во Република Македонија? Процесот на миграција во Република Македонија во внатрешноста е изразена се уште, но не толку динамична како што беше во претходните. Што велат последниве години со оглед на тоа што вие често работите на такви истражувања, водејќи сметка нели и контролирајќи ги овие движења? Да, во последните години, значи, миграцијата село-град е мало намалена, значи, внатрешните миграции не се толку изразени, постојат миграции меѓу Скопје и другите и урбани и неурбани средини, значи прилив према Скопје, но имаме појава на миграција надвор од државата, значи тоа е одно проблемот околу невработеноста и за подобри приходи, повисоки приходи и ги тера да одат преку границите за да создадат поголеми приходи. Значи тоа е еден од проблемите, но ова се миграцијските сега ги имаме како тема миграцијските движења внатре во државата. Што велат тенденциите последниве години? Тенденциите покажуваат дека во овие, како што реков, во овие населени места кои се во непосредна близина на градовите и до патиштата, таму има враќање на популацијата, така е, инфраструктура, да, така е, каде што има патишта, има струја, има вода, канализација, таму има враќање на популација, значи појава на нови жители, пензионери, викендаши, млади луѓе со бизнис кои се занимаваат и така натаму. Може ли да очекуваме сега обратен процес на село? Има тенденции на појава враќање назад. Значи некои наши истражувања покажуваат некоја популација, но тоа се уште е таа повозрастна популација која сака да се врати назад онаму од каде што е дојдена во градовите. Добро, јас ви благодарам за ова гостување во Дневникот. Терминот е толку прекраток, но се надевам ќе имаме уште прилики да поразговараме на оваа тема.